Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Ова е последно видео за оваа година и ќе зборувам за 10 најдобри романи што ги прочитав во оваа 2023 година. Иако нема потреба од рангирање на романите, значи ова не е некаква дефинитивна зацементирана листа, сепак така ми е поинтересно и позабавно да одбројувам од место број 10 до место број 1 најдобриот роман што го прочитав оваа година. Значи, пред да продолжам, само да ви кажам, благодарам за поддршката, за сите коментари, за секој лайк и сабскрајб на каналот. Снимив 30 на видео оваа година, повеќето се рецензии, некои се раскази читани во аудио формат, некои се анализи на дела. Како и да е, се на се, ова беше една добра година. Ако сте тука случајно на ова видео, сте наишле и на овој канал, ако ви се допаѓа содржината и оно што го гледате, размислете да стиснете лайк на видеото или сабскрајб на мојот канал. Нешто што сакам да го најавам за следната година и сега од јануари ќе почнам со нов тип на видеа во кој што ќе зборувам за дела со филозофска содржина или за некоја идеја, некој концепт филозофски или концепти или размисли поврзани со културата и теоријата општо. Првото видео очекувате го во јануари, се надевам дека ќе ви се допаднат и тие видеа и покрај овие видеа посветени исклучиво на книжевноста. Само неколку кратки напомени. Најпрво, не влезе ни едно дело кој што го препрочитував оваа година. Значи, нема да зборувам за Проклета Авлија, ни Старецот и морето, Големиот Гетсби или било кое друго дело кој што веќе го имав читано претходно. Второ, ова ќе бидат сосема во неколку реченици за секое дело, сосема на кратко ќе ги спомнам нешто за овие дела, затоа што речиси за сите веќе имам снимано видеа кои што можете да ги најдете на каналот и ќе ги ставам линковите од видеата во описот на ова видео, ќе можете да пристапите и да ги гледате ако сакате. И последно, значи ова се романи кои што секако тука има прашање на личен избор, личен вкус, меѓутоа ова се романи кои што ми оставија силен впечаток и ги доживеав силно. И најважен критериум за ова беше токму тоа. Така што нема да должам многу и ќе почнам со место број 10. На место број 10 одлучив да ја ставам Рейчел Каск и незиниот роман Транзит. Рейчел Каск е сјајна, одлична британска англиска писателка која што, за жал, мислам дека кај нас многу слабо поминува под радарот, иако има едно незино дело издадено во издание на издавачката куќа 3, тоа е Контури, зборува веќе за тој роман и најпозната е по незината трилогија, автофикцијска трилогија наречена Контури, во кој што Контури е првиот дел, Транзит е вториот дел и Пофалби Кудос е третиот дел. Стилот на Каск е многу необичен, може малку да ве збуни на почеток, таа како наратор се става сосема во позадина и во преден план се животните приказни на луѓето со кои што се среќава и тоа може да ви изгледа како збирка на животни приказни, меѓутоа таа го прави тоа толку вешто што многу ве навлекува во тие приказни. Во првиот дел оди на работилница по креативно пишување, држи во Атина, во вториот дел овој Транзит, кој што според мене мислам дека е најдобар, купува куќа и ја реновира во Лондон и средбите, целиот тој процес, средбите со разни луѓе и последниот се случува действието на една книжевна конференција во Португалија или во Шпанија, мислам. Единствено што е моја замерка за Каск, што знае да биде можеби дистанцирана и студена спрема ликовите со кои што се среќава, меѓутоа таа толку добро и толку вешто, особено тука во Транзит, тоа го прави што сме спремни да и го простиме тоа. На 9-то место локален автор Димитрije Дурацовски, неговиот култен роман Инсомнија. Ова е роман кој што е необичен и не знам дали на секого ќе му се допадне, меѓутоа мене ми се допадна. Ова е еден литерарен роман, да речеме интелектуален роман, кој што наликува на збирка дневнички записи, филозофски, уметнички медитации, размислувања за уметноста, за писатели, за сликарството. Го опишува и дава еден приказ на политичкиот момент, општествениот момент во тоа време, преминот на векот. И можеби затоа што на некој начин имаше одредено поистоветување и во тој момент, општествен, политички, културен момент, можеби струга и сето тоа го направи да го доживеам овој роман многу убаво,
кротко, убаво, инспиративно и уживав во секој миг. Иако каснев на забавата да ја прочитам Инсомнија, сепак се исплатеше. На 8-то место го ставам Даниел Келман со романот Тил. Даниел Келман е познат германски писател, има неколку негови дела на македонски преведено, меѓутоа се одлучив. Го читав Тил и ме воодушеви. Станува збор за реконструкција на животот на еден лик од германскиот фолклор, Тил Ойленшпигел. Тоа е еден комбинација од дворски шут, мајтапчија, настапувач. Кај нас можеби иако мислам дека тоа не е соодветна паралела, споредба, меѓутоа ИТРП е веројатно најблиску во македонскиот фолклор до она што би представувал Тил Ойленшпигел. Меѓутоа Даниел Келман го зема овој лик и го прави реконструкција од неколку периоди од неговиот живот, во детството, на дворот на некој крал. Меѓутоа го става во време на 17-тиот век и во таа 30 годишна крвава војна во срцето на Европа. Значи ни дава еден историски контекст, меѓутоа начинот на кој што Келман пишува, тоа е она што ме воодушеви. Не самиот лик на Тил Ойленшпигел, меѓутоа одлично напишан роман во издание на Арт Конект. Ви го препорачувам Тил од Даниел Келман. На 7-то место јапонски автор Осаму Дазаи и Заоѓање на сонцето. Зборував, имам видео за Не се помалку човек, неговиот веројатно најпознат роман, меѓутоа ова ми се допадна уште повеќе. Ова е краток роман, семејство кое што некаде за време на Втората светска војна и по војната, аристократско семејство кое што паѓа во сиромаштија, мајка, ќерка и син кој што се враќа од војната како зависник од опиум, кој што е книжевник. Во тие води раскажува ќерката на тажна, потресна приказна, меѓутоа стилот на Осаму Дазаи е искрен, исто како во Се помалку човек, искрен, разголен, елегантен. Значи ова е одличен роман од Осаму Дазаи и едва чекам да најдем и други негови романи кои што ќе ги прочитам. На 6-то место Татковци и деца од Тургенев. Руски класик. Тургенев знаеме дека знае да биде малку во сенка на Достоевски и Толстој, според некои луѓе. Ова е негово можеби и најважно дело за некои луѓе. Значи се зборува за раздорот или за разликата помеѓу генерациите. Зборуваме сега за еден син кој што се враќа од студии заедно со еден негов пријател, нихилист, се враќа на името на неговиот татко. Значи студирот меѓу генерациите, значи новите идеи, иако таткото сака да го разбере синот и да го прифати, да биде со широки гледишта и сваќања, сепак има одреден судир. Приказната се сели во домот на Базаров, на тој еден млад, бунтовен интелектуалец, научник, нихилист. Дело кој што мислам дека е неизбежно, навистина ми се допадна, иако не е толку амбициозно, можеби како некој од делата ако сте научени на Достоевски или на Толстој, меѓутоа дело кој што е не помалку вредно и е дефинитивно руски класик. На 5-то место одлучив да ја ставам Људмила Петрушевскаја, руска писателка, веројатно најголемиот или еден од најголемите руски автори живи во моментов. И ова е незината збирка раскази Си беше една жена која сакаше да го убие детето на соседката. Да, ова не е роман, ова е збирка раскази во издание на Или. Ова се фантастични раскази со примеси на фолклор, на бајки, на хорор. Меѓутоа, сепак Петрушевскаја си има свој стил. Ова се фокусира, расказите не се долги, меѓутоа уживав, додека не сум фан на хорор или на фантазија, меѓутоа уживав во незините раскази и ви ги препорачувам од се срце. На високото 4-то место еден роман кој што го читав неодамна, за кој што многу галамев, зборував, тоа е Мали нешта како би од Клер Киган. Клер Киган е ирска писателка, имам зборувано за незините раскази Антарктик, меѓутоа ова е нешто поново излезено пред 2 години во издание на Арт Конект. Една одлична приказна кус роман. Действието е многу важно, сетингот е многу важен, мало ирско градче, човек кој што живее со семејството, со жена му и 5 ќерки,
а католичкиот манастир е многу важен, на тајна која што се чува таму, која што ќе го промени неговиот живот. Значи, последните денови пред Божиќ 1985 година имате чувство како да гледате филм и на крај едноставно ве придвижува, покрива не само филозофски, туку и морални, етички прашања, кулминира феноменално. Клер Киган е одлична писателка и ви го препорачувам овој роман. На третото место, повторно јапонски писател, а кој друг ако не Јукио Мишима и Златниот павилион. Ова е едно од неговите најдобри дела, станува збор за исповедите на еден човек кој што е монах, меѓутоа обземен од предметот на својата фасцинација и воодушевување, еден од најубавите храмови, тој така наречениот Златен павилион во Киото. Киото не е бомбардиран во Втората светска војна токму затоа што содржи големо културно и јапонско наследство и феноменално раскажување, значи како овој човек толку ќе биде обземен и речиси паѓа во лудило и на крај ќе го запали, ќе предизвика пожар на тој Златен павилион. Меѓутоа, како и во многу други романи, ова може да изгледа како спойлер, меѓутоа патувањето е важно. Патувањето, движењето, раскажувањето на Јукио Мишима, која што овде е нешто неверојатно и ова е роман кој што секој мора да го прочита. И на второто место, кој друг како не Марсел Пруст и првиот дел во Потрага по загубеното време. Во Потрага по загубеното време монументален 7-томен роман. Сметан за едно од најголемите дела на 20 век секако или општо во историјата на книжевноста. Јас сум во моментов на вториот дел, ова е првиот дел во кој што навлегуваме во светот на Пруст, значи едноставно тука е таа познатата сцена со Мадленот, култна сцена, натопен во липов чај, кој што ќе го вкуси, ќе го отвори целиот свет на сеќавање, на меморија, на доживување на едноставно и опис на окружувањето како што само Марсел Пруст може да го направи. Значи тука е повеќе фокусиран на неговите детски денови. Сван ќе видите, тој е еден исто лик кој што се појавува и во другите делови. Значи, треба да се навикнете на Пруст и јас ова е потпат кој што го започнав оваа година и планирам да го веројатно ќе трае најмалку 2 до 3 години читањето затоа што планирам да го читам со бавно темпо и уживам во секоја страница. Не можете да брзате всушност кога го читате Пруст, затоа што ако брзате и ако не се навикнете на неговиот јазик и неговиот стил, само ќе бидете изфрустрирани и ќе го фрлите настрана. Меѓутоа дефинитивно вредеше да се прочита како влез во светот на Марсел Пруст и неговата во Потрага по загубеното време. И на првото место да норвешки автор, што да правам кога ги сакам скандинавците, ги сакам норвешките автори, овогодинешниот Нобеловец Јун Фосе и неговата трилогија. Ви кажав дека најважен критериум ми беше како влијаело едно дело врз мене. Дали како сум го доживеал, оваа трилогија ме погоди толку силно како што ни еден друг од овие романи кои што ги ставив на оваа листа. Зошто? Затоа што исто како што кажав дека треба се навикнете на Пруст и неговиот стил и дека тоа е нешто уникатно, и Јун Фосе и токму една од причините за Нобеловата награда е тоа што има еден посебен стил, посебен начин на раскажување, но циклично раскажување и полека со повторување вовлекува во неговите приказни. Ова се 3 кратки новели со истите ликови кои што ги пишува во растојание од неколку години секоја, ставени се тука заедно. Ова единственото што го има на македонски, прочитав во меѓувреме и неколку други дела, меѓутоа ова се уште ми е фаворит. 17 годишни момче и девојка невенчани пристигнуваат во Берген на доцна есен, студено, таа во секој момент може да се породи, премрзнати, прегладнати, бараат за солниште. Животот почнува тука, бебето ќе се роди, меѓутоа имате едно многу straightforward, едно многу директно, минималистичко раскажување, меѓутоа има некаква магија, има нешто дури малтене трансцендентно во раскажувањето на Фосе која го чувствувате кога го читате. И не само тој минимализам, туку има и трагедија, има мрачни моменти споени заедно. Јун Фосе е вистински феномен, многу позитивно ме изненади и
ова е книга која што ви ја препорачувам и ќе се сретнете на некој начин со нешто ново, со нов стил, со свеж стил на пишување. За мене беше вистинско откровение Јун Фосе и затоа го ставам на високото, конечно прво место. Толку беше, ова беа 10 најдобри романи, секако. Значи, како што кажав, ова не е некаква дефинитивна листа, можеби лично, субјективно гледиште, можеби сега како би ги рангирал. Меѓутоа, ако сте читале некој од овие дела, пишете ми во коментар ваши впечатоци, што ви се допаднало, што не ви се допаднало. Ако не сте ги читале, се надевам дека ќе најдете инспирација во ова видео да земете некој од овие дела, да ја од овие автори да ги прочитате. Кажете ми какво ќе биде вашето искуство. За толку од мене за оваа година ви посакувам во 2024 година најпрво многу здравје и многу добри прочитани книги. Чувајте се и се гледаме. Ćao.